Општинските изборни комисии ги потврдија понесените кандидатури за градоначалник и советници во 10 општини од југоистокот, откако ги разгледа и констатира дека кандидатите ги исполнуваат законските услови да бидат дел од локалните избори закажани за 17 октомври. Во сабота, истите треба да ги достават до Државната изборна комисија, за да биде извршено жребување за ниве редослед. Кандидатите за градоначалник и листите за советници на една партија или коалиција добиваат среден број во сите општини. Потоа листите ќе бидат објавени на веб страната на Државната изборна комисија и огласени од страна на избирачките одбори. Во 10 општини од југоистокот има 29 кандидати за градоначалници. Најмногу во Гевгелија 5, во Радовиш 4, во Струмица, Богдан Сидојран и Конче по тројца, а по 20 кандидати има во општините Василево, Босилово, Ново село и Валандово. Овластените представници на сите политички партии, односно подносители на листи за локалните избори, најдосна до 26 септември на централно ниво ќе потпишат Кодекс за фер и демократски избори. Во кодексот учесниците на изборниот процес недвосмислено се обврзуваат дека нема да вршат никаков притисок или опит за притисок врз вработените во јавната државна администрација, но и во други институции, или пак да ги трошат буџетите на општините како и на трговските друштва и предпријатијата со државен капитал. Со кодексот учесниците во изборниот процес исто така недвосмислено се обврзуваат дека ниту едно вработено лице или граѓанин нема да биде предмет на закана по однос на своето вработување. Изборната кампања започнува на 27 септември и ќе трае до 24 часот на 15 октомври. Кампањата за вториот круг на гласањето ќе трае од 24 часот на 29 октомври.